Така. Добро. Овде имаме малку црн пипер, ќе му наросиме вака црн пипер. Ио, како. Ова ми од странство ми ова. Добро, тоа е окей. Еве и рибата е готова. Ова, знаеш зашто, специјалистите не само што го ја држат ова ујаче, да не се растури, туку и за вртење. За вртење случај. Јас лично му се плашам на ова, значи. Сервираме овие убави ујачи. Убаво мириса, треба да биде вкусно, ме разбираш? За вкусно верувам. Така? 4 ставивме? Да. Еве види вака од мене уште едно. Ставиме овде 5. Вака си ставиме пападичанчина за вкус. И едно магданоше да даде на ова сето тука, да му даде малку, да го спои со ова другото јадење. Еве Боби, денешниот ручек е готов. Значи, можете ова да го приготувате кога сакате, видите, гледате за колку брзо време се приготува, а ќе биде задоволство особено за гостите, затоа што може да се послужат со вака сега. Епа Боби, сега ние одиме во ресторанот, таму ова ќе ни го сервираат и да ја обтегнеме на шармониката. Па може. Ајде, може, одиме. Неверојатната разноликост на кинеската кујна е создадена низ долга и возбудлива историја. Денес кинеската кујна е се попопуларна во светот, а кинеските ресторани се попосетени. Готвењето на кинеската храна бара многу време и труд и се смета за софистицирана уметност. Поради тоа, многумина кои ја имаат пробано ја сметаат за една од најдобрите кујни. Покрај оризот, кој е неизоставен продукт по кој оваа кујна е препознатлива во светот, кинеската кујна изобилува и со други продукти. Доста важно место зазема говедското месо, кое се јаде во комбинација со различни приливи и зачини. Оброкот во Кина обично се состои од две главни јадења. Главна храна се јадења богати со јагле, хидрати и скроп, најчесто ориз или јувки, а како прилог се подготвуваат јадења од зеленчук, риба, месо и други продукти. Оваа културна концепцуализација е на некој начин спротивна од западните јадења, каде месото или животинските протеини се сметаат за главно јадење. Главен прибор за јадење се стапчињата за цврста храна, додека лажици се користат за супите. Храната пред готвење се сече на парчиња големи колку еден залак, а користењето на вилушка и нож се смета за варварско, бидејќи тие представуваат оружје. Се смета непристојно гостинот сам да ја сече храната. Кафе браво пијам, премиум разбираш, пијам и добивам, награди разбираш. Браво премиум, мало и големо, за секого померка, пола кило дајте, за цацко ме разбираш. Ајде море цацко, почасти кафе, нека пие цела држава, ајде нека пие, нека ужива. Кафе ако се разбираш, премиум разбираш. Браво, премиум! Кире Лазаров. 10% талент. 20% напорна работа. 70% вода.
Вистинскиот вкус се препознава. Соговски млечни производи. Еј, тетки, стрини, баби и војни, што за денес во вашите кујни? Ние имаме фантазија бујна. И така, лето би така некој. Чао, чао, чао. Добар ден. Еве, ние се наоѓаме сега во ресторанот Мирко 919 година. Не, така се каже, што беше тоа 919? Заборе. Не е важно. Имам прекрасно друштво. Од десна страна ми е Slađana, од лева страна ми е Боби. Боби распалја таа армоникта да. Да, разбием срце. Не ги знам збороите, значи. Види, само тоа кај нас глумците е лошо што ние не учиме ништо на памет. Аве, таков ми е животот, све не поминува на памет. Например, оваа песна многу ми се свиѓа мене. Рамче, рамче, црна Рамче, рамче, црна късмет. Каква? Црна късмет, црна како лицето, како очак црно. Уште кога сум се раѓал, дедо ми викал вака, Рамче, прво ги собирал сите габи, гледа го бе како црн, како глушец бе, што да му правиме на ова дете бе ние? Не за, а мал сум бил како глушец, само опашот вака исправи нагоре. И вика, овој да го фрљаме у Вардар, Вардар мајка, Вардар татко. И ме пусти, ставили една стара кутија од патики од Дида, знаеш тако. И ме пуштиле по Вардар, кај Зелениково. Таму ме нашле. Вика, чекај бе, што ова кутија с патики отвараат вака, Рамче онутра. И после ме догледали уште 2 месеца, пошто сум се раѓал на 7 месеци, у рерна, мислам вака, отворена рерната да се допекуjem, разбере. И затоа вака црн, дедо ми барам заборал, го уклучил гравот да се пече и заборал да го исклучи и кога ме фатил еден пламен, сум поцрнал. Тоа е Боби што се однесува до мојата историја. Вашите истории ги знаеме, тебе те видов, тебе не те видов, али тебе те слушам. И да ти кажам, вака убаво кеф ми што се распеавме малку. Убаво тоа, Даница. Што беше Даница Звезда? Деница во македонски е Деница, Даница ја на па српски. Даница на српски, така беше, нели? Од имаше еден Петр Андреевски една Дениција, па многу убава беше таа збирка на песни. Без разлика на се, јас и ти направивме еден убав специјалитет. Овде, да, сега јас мислам вака да направиме еден ченч. Важи, Slađana. Ај прво на здравје и што се однесува до Slađana, што ја викаат цаци, на здравје. Slađana сега ќе ни, како што реков, нели она средношколка, па ќе биде после тоа голема школка, ќе се запише на факултет, ќе ни учи факултет. Не кажувам кој, после ти ќе им кажеш. На здравје. Ајде на здравје. И па сега, Боби, да го пробаш ова специјалитет, да видиме што мислење ќе даш. Тоа се така убави ражничи или увијачи, ние така ги викаме. Многу добар специјалитет. Да, мислиш? Да, не сум пробал вакво нешто до сега. Ја правам секогаш малку од повеќе да има, за да можете и другите да каснат. Можам да ти кажам дека другото го изедува, само ова остана. Многу добро. Така, сега вие со Деница до кај рече настапувате лево десно. План за ова, имате нешто во странство, такви аранжмани? Сте имале понуди? Сме имале Да? понуди. Оваа година требаше да одиме. Да? Во Виена, меѓутоа не се договоривме со финансиски дел. Инаку јас често патувам, Австралија особено, и таму има многу македонски групи што свират.
Да, би сакале да одиме и ние, ако не викне некој. Да, колку души сте во оркестар? 5 души. 5. 5, да. Ти тегнеш хармоника? Јас ја тегнам. Не убаво. Така. Па, уште еднаш, ајде да се напием уште по едно вино, пред Цаци да ни монтира по едно кафе. Цаци, ќе направиш по едно кафе? Ази. Па сега и кафето не го дава тука. Кафе браво пијам, пијам и добивам. Нели? Ајде море Трајко, направи кафе, да те види цела нација, да го види. Трајко не прави кафе, само пие кафе. Ете, така, денешниот ден го привршивме некако. Цација ќе си ја чувам денес да ми биде со мене, а ти, Боби, имаш некои задолженија дома, имаш некои работи, нешто ново кај тебе се очекува, што е работа, кажи, не си ми во брзање, вика, ајде да си одиме, Па има. Има, не кажуве, а, ќе кажеш? Чекате нешто, не? Чекате принова во семејството. Принови. Појќе, а? Да, 2. 2? И едно имаш? Едно имам женско. Тебе треба владата да те награди, владата на Македонија треба да ти даде награда. Се надеваме. За трето дете, така, за трето дете. Па добро, драги гледачи, видовте ние што спремивме денес. Не е многу тешко, можете и вие да го спремите тоа. И додека еве си седиме овде, Боби ќе оптегне уште една шармониката, заедно довидување. Ај сега една по твој избор. По избор на Трајко. Ајде да видиме, да видиме. Така. Ни за него јас ке умрам. Јас за него само гледам. И за него јас ке умрам. Еј, тетки стрини, баби и вујни, што за денес во вашите кујни? Ние имаме фантазија бујна, совети рецепти за вашата кујна. Ова не се раскажува, затоа гледај